It's an honor and a privilege to be here today. Ви благодарам, чест ми е и привилегија што сум денес тука во вака историски важен период за Македонија. Во петокот ги посведочивме 80 гласа за Преспанската спогодба, со што се отвара патот за европската иднина за Македонија, македонскиот народ. Премиерот и јас разговаравме за низа прашања во врска со Преспанската спогодба, процесот на нејзиното спроведување, процесот на приклучување на Македонија кон ЕУ, како и прашањето за јакнење на нашите веќе одлични односи. Пред македонскиот народ и македонските политички лидери сакам да нагласам дека како што се движите напред кон зачленување во НАТО и отварање преговори за зачленување во Европската Унија и на крајот за членувањето во Европската Унија, македонскиот народ, македонските лидери може да сметаат на помошта од Соединените Американски држави. Вие не се сретнавте со господинот Мицковски и председателот Иванов, со тоа им пративте порака? Не. При секоја посета имате определено време и треба да направите избор како најдобро да го искористите времето. Јас сум разговарал детално со господинот Мицковски, тој испрати писмо, кое што јас внимателно го прочитав, каде ги изнесува ставовите на ВМРО ДПМН. Се сретнав и со многу членови на македонскиот парламент, вклучително и членови од парламентот од ВМРО ДПМН. Значи, тоа не е мојата порака до нив. Да, но во писмото кое што господинот Мицковски ви го прати, тој кажува се што кажува е спротивно од она што барате да го направат. Тие извршија притисок врз членовите на парламентот, ги наслика, ги окарактеризира како предавници. Значи, направија се што направија беше спротивно на она што го баравте од нив. Соединените Американски држави цврсто ја поддржуваат Преспанската спогодба и сметаме дека таа е од суштинска важност за евроатлантската иднина на Македонија. Сметаме дека јавноста ја поддржува оваа спогодба. Задоволни сме со исходот на процесот на гласање во петокот. Тоа е глас за иднината и ќе соработуваме тесно со владата и со сите пратеници кои што гласаа за спогодбата, за да се спроведе целосно спогодбата, потоа Грција да си ги исполни своите должности и одговорности за ратификација на спогодбата, за да може да направите напредок за членување во евроатлантските институции.